часот, а вие го следите централниот дневник на К1. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Изгоре семејна куќа на улица Кирил и Методи на Мегдан во Велес. Можностите за инвестирање во Македонија презентирани пред израелските бизнисмени. Извозот на конзервирано овоше и зеленчук во пораст. Изгоре куќа на улица Кирил и Методи на Мегдан во Велес. Пожарот избувнал околу 13 часот и 15 минути и брзо се ширел. За неполни 2 часа противпожарната единица успеа да го локализира пожарот, за кој се уште причината не е позната. Човечки жртви нема. Изгоре куќа на улица Кирил и Методи на Мегдан во Велес. Станува збор за стара куќа, која според очевидците пожарот настанал од грејно тело. Пожарот избувнал околу 13 часот и 15 минути и брзо се ширел. Пламените јазици ја зафатили целата покуќнина во куќата. И овој пат тесните сокаци во Велес дополнително ја отежнале работата на територијалната противпожарна единица. И покрај ваквите околности, за неполни 2 часа, тие успеа да го локализираат пожарот, за кој се уште причината официјално е непозната. Па скоро сета покуќнина изгорена, кровот паднате внатре во куќата, останатите куќи не се фатени. Значи сето тоа е дел од интервенцијата и добрата координација на вработените од територијалната противпожарна единица. Пламените јазици опожариле дел од соседната куќа. Според информациите, кога избувнал пожарот, сопственикот на куќата, 63 годишниот Македонски Јовановски, бил внатре, се добил со повреди кои се вон животна опасност, поради кој веднаш бил пренесен во општата болница во Велес. Очевидците велат дека пожарот бил многу голем. Гаснено е со црева околу, дека дојде пожарната дојде изгаси. И така се случило тоа ке комшиите. Како го видите ли ви пожарот? Како се случило? Може би вие знаете? Па веројатно од запалено ќумбе, не знам, оджакли, не знам. И така. Тоа за сега знам. Пожарот е ставен под контрола, а за сигурност дел од екипата на територијалната противпожарна единица ноќ остануваат да ја следат состојбата. Владината делегација, предводена од премиерот Никола Груевски, ги презентираа можностите за инвестирање во Македонија пред израелските бизнисмени. Првичните впечатоци се позитивни. Македонија има можност да биде европската врата за многу израелски бизнисмени. Можностите за нови инвестиции во Македонија промовирани пред израелските бизнисмени. Владина делегација, предводена од премиерот Никола Груевски, е дел од бизнис форумот на кој учествуваат представници на израелски компании од областа на земјоделието, енергетиката, туризмот и медицината. Првите впечатоци се позитивни. Македонија може да биде европската врата за израелските бизнисмени. Промоцијата на инвестирањето во Македонија креира ентузијазам и многу израелски инвеститори со нетрпение очекуваат да соработуваат во повеќе области, почнувајќи во земјоделието, а сега и туризмот, при што следната година ќе оперираме со чартер летови за Македонија. Постојат и компании кои се интересираат за инвестирање во технологија и човечки ресурси токму во вашата држава. Македонија е мала земја на договорот за слободна трговија, е причина инвеститорите своите инвестиции во нашата земја да ги проектираат за пазарот околу 650 милиони потрошувачи, потенцираше пред израелските бизнисмени министерот за странски инвестиции Джери Наумов. Од бизнис и економска гледна точка тоа е вистинска предност, затоа што компаниите кои веќе инвестирале гледаат на Македонија како на порта за влез на европскиот пазар. Ниските трошоци за водење на бизнис, рамниот данок, квалификуваната работна сила и овој пат македонската влада смета дека ќе биде доволна мамка за израелските инвеститори. Би споменал дека ние сме втори во светот по брзината на отварање на бизнис. Регистрирањето на компанија може да се направи за само 4 часа од било кое место користејќи интернет. Ние сме многу добри во други важни работи, како заштита на инвестициите.
Своје обраќање на бизнис форумот имаше и министерот Никола Поповски, кој се осврна на исклучително добрите политички односи на Република Македонија и државата Израел, кои се гаранција за искористување на економскиот потенцијал. Наскоро нови можности за преквалификација преку обуки. Преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, на 200 невработени ќе имаат можност да се вработат како информатичари. Огласот ќе биде пуштен за 2 недели. Преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, над 200 невработени ќе имаат можност да се преквалификуваат и да се вработат како информатичари. По 6-месечната обука, лицата ќе се стекнат со меѓународно признат сертификат. Станува збор за обуки за програмирање и дизајн. Станува збор за обуки кои што после завршувањето на 6-месечниот период, кој што и траат обуките, овие лица ќе се здобијат со меѓународно признат сертификат. Меѓутоа, она што е најбитно, голем број на поголеми и развиени компании кои што работат во Република Македонија, меѓу кои странските инвеститори имаат голема побарувачка на кадар кој што ги поседува овие меѓународно признати сертификат. Огласот ќе биде пуштен за 2 недели, информира директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски. За 2 недели ќе биде пуштен уште еден оглас за невработените лица кои што се под 1 година на евиденција, а сакаат да слушаат Java или .NET, ќе може да аплицираат во агенцијата. Огласот ќе трае 10 работни дена, пошто ќе следи тестирање за оние кои што ќе имаат можност да добијат обука за Java и .NET. Продолжува реконструкцијата на патиштата во општина Кавадарци. Градоначалникот Панов најави дека тендерот за изградбата на патот Крњево-Бокула е завршен. Истиот ќе изнесува максимум 16 милиони денари. Реконструкцијата на патиштата во општина Кавадарци продолжува и понатаму. Тендерот за изградбата на патот Крњево-Бохула е завршен, како што најави градоначалникот Панов. Од првично планираните 19 милиони денари добиена е поприфатлива понуда, која би изнесувала максимум 16 милиони денари. Повторно со финансии од владата на Република Македонија преку Бирото за регионален развој издействувавме заедно со нас, со локалната самоуправа, реконструкција на патот од Крњево до селото Бохула. Граѓаните со нови барања до локалната самоуправа. Во моите средби со граѓаните, нивната фантазија е уште поголема. Сега бараат реконструкција и проширување на патот од Долна Бошава до селото Конопиште, за да се направи еден круг во горниот дел. Па нешто што ние го планиравме и што е во визијата на нас како локална самоуправа, тоа е патот за Дисан, за кој што веќе имаме аплицирано. Примарната работа на локалната самоуправа е исполнување на барањата на граѓаните, потенцираше градоначалникот Панов. Реконструкцијата на патната инфраструктура во Источна Македонија изнесува 560 милиони евра. Една од придобивките на овој проект е и побрз и побезбеден сообраќај. Сите овие градби за 2 до 3 години ќе ја направат Источна Македонија регион со најбезбедни делници. 560 милиони евра е вкупната вредност за инфраструктурната експанзива која се случува во Источна Македонија, рамномерен економски развој покрај безбеден и побрз сообраќај. Ова се само дел од придобивките од новата патна мрежа која е со должина од скоро 200 километри. Експертите сепак како најзначајна ја издвојуваат автопатската делница Миладиновци-Штип. За овие 46 километри државата ќе потроши 206 милиони евра, но не помалку значени се изградбата на патните делници Штип-Радовиш со должина од 39 километри. За овој патен правец инвестицијата е тешка 65 милиони евра. Штип-Кочани со вкупна должина од 26 километри, инвестиција од 56 милиони евра. Кочани-Делчево 30 километри, инвестиција од 10 милиони евра. Новите патишта кои ќе ги поврзуваат Делчево, Голак и Пробиште Пониква треба да придонесат за развој на туризмот во овој дел од државата. Недоволната посетеност на овие два зимски центри, според експертите, најмногу се должела на лошата патна инфраструктура. Сега за рехабилитацијата на овие два патни правци во должина од околу 25 километри ќе бидат инвестирани околу 7 милиони евра.
Сите овие градби за 2 до 3 години ќе ја направат Источна Македонија регион со најбезбедни делници. Но кога сме кај зголемената безбедност на патиштата, вредно е да се напомене дека наскоро завршува и рехабилитацијата на автопатската делница Велес-Скопје, која до изградбата на новиот автопат е еден од патните правци кои општините од Источна Македонија ги поврзува со македонската метропола. Извозот на конзервирано овошје и зеленчук е во пораст. За 3% се поголеми количествата извозени на странскиот пазар. Во преработувачката индустрија има 43 капацитети, кои вработуваат речиси 1000 постојани лица. Извозот на конзервирано овошје и зеленчук продолжува да расте. За 3% се поголеми количествата кои се продадени на странските пазари. Минатата година биле продадени 46,5 илјади тони преработки од овошје и зеленчук, чија вредност изнесува 51 милион евра. Ова е за 3% повеќе од претходната година. Преработувачите велат дека за само неколку месеци извозот има континуиран раст во количествата и вредноста. Само на европскиот пазар сега се продава 30.000 тони, колку што во 2007 година биле извезени воопшто. Во преработувачката индустрија има 43 капацитети. Тие вработуваат речиси 1000 постојани лица. Сезонски работници кои се ангажирани во овие капацитети се 3000, кои претежно доаѓаат од руралните средини. Општина Демир Капија во соработка со ЈКП Бошава во село Бистренци постави кракна канализациона мрежа во должина од 400 метри. Со овој зафат на општината и ЈКП Бошава се реализира инфраструктурната програма за село Бистренци, а во општина Неготино од утре започнуваат активностите за реконструкција на водоснабдителниот систем. Стартуваат подготвителните теренски работи за започнување на реконструкција на водоснабдителниот систем во општина Неготино, на улици во должина од 8 километри, за што неодамна градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов го потпише договорот со фирмата изведувач. Проектот содржи неколку елементи кои се многу важни за обновата на водоснабдителниот систем. Резервоар за вода, водоснабдителен систем, приклучоци за вода, водоводни линии, препунктна станица, мислам дека има така што да е комплексен проект е, покрај што има земени работи, водоводни работи, има бетонски работи, има армирачки работи, каде што нашата фирма е доста обучена за таа работа, ги исполнуваме стандардите на Светска банка и не очекувам некои посебни проблеми во реализација и имплементација на овој проект. Активностите според најавата на надлежните започнуваат со подготвителни работи на улица Ангелсова во должина од околу 200 метри, а работите се очекува да се одвиваат најмалку во наредните 20 на дена. Токму затоа, општината ги информира жителите кои живеат на оваа улица да ги извадат своите автомобили, трактори, приклучна механизација и други превозни средства, за да можат истите да ги користат за време траење на изведувањето на работите. Како работите ќе се префрлаат на други улици, стручните лица од одделението за односи со јавноста благовремено ќе ги информираат граѓаните, со единствена цел работите да се одвиваат во најдобар ред и да не се создава проблеми на населението. Бидејќи станува збор за градежни работи кои имаат специфичен карактер, односно ќе се работи на сечење на асфалт, ископ на улици и тротоари, каде што минува водоводната мрежа и изработка на разводни шахти, а движењето по улиците ќе биде оттежнато. Општина Неготино навремено ќе ги информира граѓаните за тоа на кои улици во градот во определен период ќе се изведуваат градежните работи. По 25 години, неготинчани добија свој полигон за полагање на возачки испит. Во моментот на остварувањето на сонот на 3 генерации за добивање на сопствен полигон, одговорните во автошколата велат дека за нив ова е еден почеток, кој представува предизвик за остварување на нови успеси на деловен план, бидејќи сега автошколата е опремена со се она што е потребно за непречено функционирање на една модерна и современа автошкола. Велешанецот РС криел илегални мигранти од Пакистан. Против него ќе биде поднесена кривична пријава поради основи за сомнение за сторено кривично дело криумчарење на мигранти. Против лицето РС ќе биде поднесена кривична пријава поради основи за сомнение за сторено кривично дело криумчарење на мигранти.
Имено во вторникот во 8:30 часот од страна на полициски службеници во куќа во Велес, во непосредна близина на железничката пруга, биле откриени 7 лица, илегални мигранти, државјани на Пакистан. Тие во земјава влегле илегално во близина на граничниот премин Богородица и се движеле пеш во правец кон Србија, а на истиот датум се сретнале со РС 18 годишен, со кој се договориле за износ од 190 евра да им помогне да најдат такси за да стигнат на македонско-српската граница. Откако ги земал парите, РС ги сместил мигрантите во една од собите на куќата, каде што живееле неговите родители со малолетната сестра. Во 11 часот и 30 минути РС бил пронајден и заедно со мигрантите бил приведен во полициската станица од Велес. Задржан е за понатамошна постапка и е спроведен до основното јавно обвинителство за гонење на сторители од областа на организираниот криминал и корупција. Мигрантите се сместени во прифатниот центар за странци. Во библиотеката Гоце Делчев промовирана е книгата Лов на Елени од Васил Тоциновски. Оваа книга содржи 13 книжевно-историски студии кои опфаќаат период од 19 век до денес, како и македонско-хрватски односи. Промоцијата беше дел од проектот Велес град на културата за 2015-та. Промовирана е книгата Лов на Елени од Васил Тоциновски во медиотеката на библиотеката Гоце Делчев. Главната тема во оваа книга се македонско-хрватските односи и дводомните македонски писатели, кои што се постојана преокупација на авторот. За промоторот Здравко Стојковски, една од најзначајните статии во оваа книга е онаа која ги поврзува македонско-хрватските книжевни врски. Во која што прави паралела и ги поврзува најважните настани од македонската книжевна историја, а тоа е се објавувањето на зборникот на браќата Миладиновци 1861 година во Загреб и објавувањето на најзначајната, односно една од најзначајните македонски стихозбирки, тоа е книгата Бели мугри на Коста Солев Рацин. Авторот е оригинален во приодот и третманот на авторите што ги застапува, вели промоторот Мишо Китановски. Придонесот е изграден и доведен до врв за односите на македонизмот во хрватските литературни и културни простори и што е најважно, правејќи паралела меѓу одделни хрватски автори и одделни македонски автори, тој ја пронаоѓа вистинската врска за она што се нарекува вечно траење и вишнење. Книгата Лов на Елени содржи 13 книжевно-историски студии кои опфаќаат временски период од втората половина на 19 век до денешни дни и македонско-хрватските односи. Да покажеме што ги обединува, што ги зближува. Меѓутоа, во исто време секогаш внимателно однесувајќи се кон тоа дека и едните и другите имаат сопствена традиција, сопствен јазик, сопствена култура. Промоцијата на книгата беше во рамки на проектот Велес град на културата за 2015 година. Премиерот Никола Груевски оствари средба со израелскиот премиер. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на човековите права. Вести од Македонија. Премиерот Никола Груевски оствари средба со израелскиот премиер Бенијамин Нетанијаху. На средбата беше потпишана декларација за пријателство меѓу Република Македонија и државата Израел. Овој договор е од стратешко значење и за двете земји и уште повеќе ги зацврстува билатералните односи. Ги врзува силно партнерство, заемна почит, одлична билатерална и мултилатерална соработка. Исто така беше потпишан и договорот за одбегнување на двојното одоночување и договорот за промоција и заштита на инвестициите, документи кои се во функција на интензивирање и стимулирање на економската соработка меѓу државите. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на човековите права, денот кога е усвоена Универзалната декларација за човековите права на Обединетите нации.
Комисијата за заштита од дискриминација повикува на непречетно остварување на човековите права и слободи и ги охрабрува граѓаните да поднесуваат представки за дискриминација со цел подигање на свеста за почитување на човековите права, кои му гарантираат сигурен и безбеден живот на човекот, без насилство, омраза, непочитување и понижување. Меѓународниот ден на човековите права е посветен на целогодишната кампања на Обединетите нации по повод 50 годишнината од донесувањето на конвенциите за економски, социјални и културни права, како и конвенцијата за граѓанските и политички права. А од вестите од светот, над 60 лица загинати во судири во Кандахар. Председателот на Северна Кореја објави дека државата поседува водородна бомба. Хакиран е официјалниот сајт на јапонскиот премиер од страна на анонимуси. Во судирите помеѓу талибанците и афганистанските сили за безбедност загинаа над 60 лица. Одбиен на нападот на талибанците врз аеродромот во Кандахар. Судирите траеле над 24 часа и завршиле доцна синоќа, а според податоците на Афганистанското министерство за одбрана, загинале 38 цивили, меѓу кои жени и деца, 10 афганистански војници и 2 полицајци. Сите 11 талибанци кои учествувале во нападот биле ликвидирани. Нема жртви меѓу силите на меѓународната коалиција, распоредени во базата на ИСАФ во регионот на аеродромот. Северна Кореја поседува водородна бомба, објави лидерот Ким Џонг Ун. Успеавме да станеме голема нуклеарна сила која е способна да ги заштити независноста и националното достоинство на нашата татковина со напади со нуклеарни и водородни бомби, изјавил Ким при посетата на модернизираната фабрика за оружје во Пјонгјанг. Тој нагласил дека како резултат на геополитичките односи во регионот на Источна Азија, Северна Кореја е принудена да продолжи активно да ја развива својата воена индустрија. За сега нема никаква друга потврда од независен извор или од самата Северна Кореја дека земјата поседува водородна бомба. Според американски експерти, Северна Кореја најверојатно се подготвува за нови ракетни проби во текот на првиот квартал од 2016 година. Ваквото тврдење се базира на податоци од сателитски снимки кои укажуваат дека властите во Пјонгјанг вршат модернизација на нивниот главен полигон за лансирање ракети. Официјалниот сајт на јапонскиот премиер Шинзо Абе хакиран од страна на анонимуси, како што јавуваат и јапонските медиуми, од кабинетот на премиерот изјавиле дека од изутринава нема пристап до сајтот, а тамошните полициски служби веќе спроведуваат истрага за случајот. Шефот на кабинетот потврдил дека хакерската група анонимуси објавиле порака на социјалната мрежа Twitter, преземајќи одговорност за хакирањето на сајтот, но се уште нема никаква потврда за ова од страна на полицијата. Како што стои во една од пораките на Твитер, овој потек на анонимуси е во знак на протест против плановите на Јапонија за лов на китови. И покрај тоа што организации протестираат против ловот на китови, сепак Јапонија повторно ја започна сезоната на лов, истакнувајќи дека се спроведува за истражувачки цели. Во продолжение следуваат спортските вести кои ви ги донесува колешката Катерина Нацева. Се селиме во студио 3. Кате повели? Благодарам, Меги. Денеска се одиграа надпреварите кои ја заокружија првата полусезона од македонскиот фудбал. Вардар со 5 бода предност во однос на Шкендија ја заокружи есенската титула во сезоната 2015-2016 од првата македонска фудбалска лига, откако убедливо со 4-0 славеше во последното коло од првиот дуел против Силекс. И Шкендија стигна лесно до победа против Шкупи со 4-1. Националната фудбалска
футсал репрезентација на Италија и го нанесе првиот пораз на Македонија во рамки од групната фаза од квалификациите за светското првенство кој ќе се одржи следната година во Колумбија. Ова се настаните од домашниот спорт. Денеска се одигра надпреварите од 18-тото првенствено коло, последните пред долгиот зимски распуст за македонските фудбалски клубови. Актуелниот шампион во Велес го пречека Силекс. Во првиот состав на Вардар за денешниот дуел против Силекс во Велес се врати левиот бек Дарко Гличик, кој паузираше 4 месеци по тешката повреда. Покрај тоа Гоце Седловски се одлучи во стартниот состав да го пушти голманот Гачевски на местото на Томе Пачовски, кој доби можност за одмор нешто порано. Вардар со 5 бода предност во однос на Шкендија заокружи есенската титула во сезоната 2015-2016 од првата македонска фудбалска лига, откако убедливо со 4:0 славеше во последното коло од првиот дуел против Силекс. Па добро, честитки до играчите. Значи, она што го барав од нив, го остваривме денес. Важни ни беа тие 3 бода да задржиме ова предност кој имаме 5 бода разлика на полусезона, така да останува сега на заслужен одмор да заминат и се знае, добри подготовки, нов почеток и продолжување за освојање титулата шампионска. Па добро, најбитно што победивме. Последната утакмица, тоа е најважно, 3 бода. Како што се договоривме пред мечот, така и одигравме. Јас мислам многу добро натпревно одигравме со 4 погодовци и мислам оти заслужено одеме одмор. Екипата на Силекс не беше моќна да се избори против шампионот Вардар, но сепак задоволни се и со освоеното 3-то место. Надпреварот можевме да го отвориме со една наша добра шанса. Не ја искористивме. Вардар ги искористи своите полушанси, да кажем, затоа што головите беа постигнати од дистанца со прекрасни шутеви, 3 еврогола. Им ја честитам победата и есенска титула на Вардар. Шкендија во Кичево играше против Шкупи. Во составот на Шкендија за дуелот со Шкупи ги немаше офанзивците Радевски кој е повреден и Жуниор за кого одморот превреме започна. И покрај нивното отсуство во нападот Шпетим Дуро се одлучи да не ги пушти Кировски и Вручина, па во офанзивата играа Демир и Тодоровски заедно со Бесарт Ибраими. Шкендија својот триумф против Шкупи во Кичево го осигура уште во првото полувреме со 2 погодоци на Бесарт Ибраими. Во второто полувреме само дополнително ја зголемија предноста со головите на Алими и Асани. Стрелец на почесниот гол на Шкупи беше Муарем Бајрами. Работнички во последниот свој надпревар со Игор Ангеловски на клупа резимираше без голови против составот на Металург кој во финишот на првата етапа од шампионот игра со комбиниран кадетско-младински состав по суспензијата на поголемиот дел од првотимците. Во Кочани Брегалница ја совлада Ренова со 3:2 во повеќе од специфичен надпревар во кој сите 5 погодоци падна во првите 20 минути од средбата. Футсал репрезентацијата на Македонија го изгуби првиот од квалификацијските надпревари за светското првенство во Колумбија, кој ќе се игра следната година. Сигурноста и спремноста на фудбалерите овој пат не се покажаа на теренот. Одлична игра во првото полувреме покажаа и двете екипи каде на одмор заминаа со 1:0. Неколкуте изгубени шанси беа погубни за нашата екипа. Во второто полувреме италијаните не дозволија да се затресе нивната мрежа. Одличната воиграност им донесе победа и конечен резултат од 6:1. Агенцијата за млади и спорти официјално потврди дека престојниот викенд започнува Балканската лига во хокеј на мраз, чиј организатор е Македонската хокеј федерација. Проект кој е поддржан од страна на Агенцијата за млади и спорт во насока на промоција и афирмација на овој спорт во нашата земја. Во лигата ќе настапуваат 8 екипи од 5 балкански држави: Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и Грција, поделени во 2 дивизии. Во првата дивизија ќе настапуваат екипите на Металург од Скопје, Спартак Суботица, Славија Софија и Вукови Сараево. Во втората дивизија ќе настапуваат 2 македонски екипи, една екипа од Грција и една од Бугарија. Она што е позитивно и што дава големина на целокупниот овој настан во насока на развој на хокејот во Македонија е тоа што нашата публика ќе има можност да гледа квалитетен меѓународен хокеј, а истовремено многу млади луѓе кои сакаат да тренираат хокеј ќе можат да се запознаат во живо со овој спорт.
Македонскиот првак во рамките на 12-тото коло од СЕХА лигата пред своите најверни навивачи во Јане Сандански ја совлада ракометната екипа на Загреб со резултатот 33:24. По овој дуел Вардар се враќа на втората позиција во регионалното надпреварување. Ракометарите на Вардар одиграа феноменално во првото полувреме, по кое водеа со 10 разлика, односно 20:10. Во второто полувреме Раул Гонзалес реши почесто да ја користи клупата за резерви, па тоа се одрази и по играта и по резултатот. Ротацијата на Гонзалес придонесе 13 од тимот на Вардар да се запишат во листата на стрелците. Најефикасни беа Лацковиќ, Гробок и Циндрик со по 5 гола. Со оваа победа, Вардар се приближи до лидерот на табелата Татран. Во следното коло од СЕХА лигата во недела, Вардар ќе гостува на Војводина. Екипата на Порто не успеа да се пласира во нокаут фазата откако во Лондон загуби од Челси, а со самото тоа иконата на фудбалската лига на шампиони нема да биде дел од елиминацијската рунда. Челси и Арсенал ја одбранија премиер лигата од нападот на серија А. Груби голмански грешки однесоа Хирошима во четвртфиналето во светското првенство. Следуваат настаните од меѓународниот спорт. 8 дуели во Лигата на шампионите ги донесоа последните патници во нокаут фазата на фудбалската елита, но исто така донесоа и еден интересен факт. Екипата на Порто не успеа да се пласира во нокаут фазата откако во Лондон загуби од Челси, а со самото тоа, иконата на фудбалската лига на шампиони, голманот Икер Касилјас, прв пат во својата фудбалска кариера нема да биде дел од елиминацијската рунда. Чуварот на мрежата кој има 34 години со Реал Мадрид од 1999 година па се до лани беше редовен учесник во нокаут фазата на елитата и вкупно освои 3 трофеа. Поради одличните настапи, тој 6 пати беше и дел од најдобриот тим на УЕФА, но по трансферот во Порто неговата кариера тргна во надолна линија. Екипите на Челси и Арсенал во последното коло обезбедија пласман во 8 финалето на Лигата на шампиони и одбранија премиер лигата од напад од страна серија. Фактот дека Лестер е лидер, Кристал Палас е 6, а Челси е во долниот дел говори дека на островот владее фудбалска криза меѓу великаните. По Сити, Арсенал и Челси обезбедија пласман во нокаут фазата, со што го зачува екстра местото во елитата на листата според коефициентот на УЕФА. Англија има 3 од вкупно 4 можни представника во 8 финалето на Лигата на шампиони, плюс има 3 сигурни екипи во Лигата Европа. Тотенхем, Манчестер Юнајтед и Ливерпул, што ја однесе на 4-то место на листата на УЕФА пред Француската Лига 1 и Италијанската серија А. Голманот на новозеландскиот Окленд Сити, Джейкоб Спулни, е најголемиот трагичар од надпреварот против Хирошима, со која е отворено светското купско првенство што се одржува во Јапонија. Спунли направи неверојатни грешки во дуелот и само поради него Хирошима славеше со 2:0. Прво во 9-та минута не реагираше како што треба при еден удар од врвот на 16-сетникот, пошто буквално го послужи Минагава, а овој од непосредна близина го отвори резултатот. Во 70-та минута Шиотани се прошета по десната страна, шутирајќи од мртов агол, а топката помина под Спунли за водство на Хирошима од 2:0. Со ова ги заокружуваме настаните од спортот. Се враќаме во студио 1. Пријатно. Ти благодарам, Кате, ова беа спортските вести, а во продолжение следува временската прогноза. Да ги погледнеме деталите.
Ви благодарам на вниманието, почитувани, пријатна вечер со програмата на К1.